Ај сега кога веќе зборуваме за мода, имаме ли некои слики од македонски политичари, фешн гуруто да си каже што мисли? Може. Ова ми е Ајде да видиме. најсимпатична Ајде да емисија. Ова бундава. Имаше слика и мене ме ставиле со мојата бунда, која што е поинаква од ова. Идеме Амди Байрам и Боки 13 на кого подобро му стои. Добро. Па вака. Амди Байрам е Амди Байрам. Може тука и да застанеш. Не, нема да застанам тука. Неговата, сега ако сакате стручно да навлеземе во квалитетот на крзното кој што го носи, неговата бунда е нерц, рецимо, од повеќе парчиња, кој што е фин квалитет, али не е ништо посебно. Но, с оглед на тоа, дека политичар од рангот на Амди Байрам излегува и доле добро му пишува, знае што е подобро. На ова знае што е подобро, следува мојата слика, да се знае што е подобро, односно мојата бунда. Така да... кампањата на ВМРО, ДПМН знае што е подобро е во врска со бундите. Ова е подобро? Од каде да почнем сега? Задржите ја слика, ове молам, што повеќе. Овој залижаниот е Ивица Коневски. Тој ќе да е. Ја Ивица Коневски го знам кога беше менаџер по кафани, по... Диска. Како се викаат тие? Такви, диска. Вратар менаџер. Иначе го знам од тоа време. Тогаш не беше вака залижан, чак мислам дека не изгледаше, дека изгледаше по-градски тогаш. Сега со оваа фризура да мега селјачки. Премиерот, кој што тогаш ни ја ораше Македонија, така изгледа. Зошто така изгледа? Поради тоа што оваа комбинација смела на бои, оваа плава боја, мора да ја носи некој кој што или многу се разбира во мода, или па воопшто не се разбира во мода. И сега не гледам дали е тоа бордо или се браун комбинации. Бордо и плаво. И некако ми е непристојно, не ми приличи за функцијата која што носи, што тоа се јас сам на себе си скокнувам во уста. Јас се извинувам. Поради тоа што јас утре, ако мене ме ставите премиер, мене нема да ме видите у... Оти е добар шлагворд за следно прашање. Нема да ме видите во класично стереотипно одело. Мислам дека облеката, односно имиджот би си го задржал во секоја варијанта, али проблемот е кога некој нема имидж, па лута вака како што лута. Чекај сега, кој е од овие двајца жена? Јас се извинувам. Имаме една жена со брада и друга жена со брада. Па Мирка изгледа као... Баба ми Љуба покојна имаше една фотеља во овие нијанси. Изгледа као фотеља, уствари, јас гледам една фотеља, мебел, со некаква глава ставена. Господинот прича, уствари, сам за себе, не треба он никако ни да изгледа. Он исто гардероба и нели она, знаете, она стара изрека вели руба краси, руба гнаси. Кај овој ни руба краси, ни руба гнаси. Он е гнасен, па е гнасен. Така да... Ми го давате заев во... Мешевски. Закаснив. Господа чува. И Бранко да. Фала многу, пријатно. Ја нешто да ви дадам? Што тоа? Па што ќе ми побарате? Па моментално ништо. Ништо, па онда одете. Фала многу, пријатно. Овде во ти руба краси или руба гнаси? Јас се извинувам, ми го давате во костим на Маскенбел, значи не можам се тука да прокоментирам, морам само да кажам во однос на Маскенбел како ти личи? Конечно, ете, Заев со оваа маска може да се приклучи на протестантиве, ги има потребните бои, црвено-жолта, така да мислам дека Заев е ин во секоја варијанта.